Добро вечер и добро дојдовте во вечерашното издание на политичкиот магазин Вечерва со Слободан Томич. Задоволство и чест ми е што ќе бидеме во наредните 45 минути заедно и ќе говориме за актуелни теми и содржини кои задират во сите пориви на нашето политичко и секојдневно живење, кои ни ја пишува темната страна на нашата судбина или историја, е работниот наслов кој ќе го споделам со господин Михајло Маневски, поранешен министер за правда, и ќе му посакам добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер. Господин министер, веќе сте долгогодишен министер, 10 години министер за правда, обвинител, председател на комисија за антикорупција, едно богато политичко искуство, речиси со децени, и во политиката. Дали во Македонија владее правото и правната држава? Најпрви ви благодарам што ме поканивте. Првпат сум во вашето студио, ви посакувам успехи на вашата емисија и секако на телевизија Вистел. Ова прашање што ми го поставивте е клучно прашање, оно што треба да значи прогрес и сигурност на една држава и нејзиниот развој. Тоа е прашањето за владењето на правото. Ако има некоја послаба точка во Република Македонија, тоа е, значи најслабата точка во Република Македонија е невладење на правото. Во Република Македонија веќе неколку години владењето на правото оди во една надолна линија и мислам дека веќе го допра и дното, заради тоа што постапките кои што се преземаат од државни органи и највисоки органи на власта во Република Македонија очигледно не одат кон тоа да воспоставува систем на владењето на правото, туку се воспоставува еден систем, така да кажам, на незаконито, систем на анархија и до систем до степен на анархија, што секако има многу негативни последици на сето она што го говорат, а не го прават. Говорат дека ќе владее правото и ние со владењето на правото ќе одиме во Европската Унија, ќе станеме член на Европската комисија, меѓутоа очигледно се работи спротивното. Господин министер, Македонија според јавното мислење и експертското секако тоне во сите пори на живењето, никако да го најде излезот од ова безпаче. Што е вашиот коментар на тоа? Па ние патот мора да го најдеме. Значи ние сме веќе на еден дофат, би рекол, на тоа да се симне ова, би рекол, една криминална власт. Власт која што доведе до тоа да ние денеска живееме во држава во која што секој дневно се соочуваме со афери. Држава на афери. Афера една, афера друга, дури се поклопуваат една со друга од аферите. А тоа се се афери кои што значат пред се функција на кражба на државниот капитал, на јавните средства, преку различни форми на јавни набавки, на криминални јавни набавки, тендери и така натаму, злоупотреба на функциите на највисоките функционери на власта, злоупотреба на функциите што треба да значи функција на законитост, но и на извршност, а тоа е представникот на извршната власт, тоа е владата, меѓутоа напротив кај нас во Република Македонија владата е извор на корупцијата. Ова не е претерано што го кажам, да ви кажам, затоа што јас сум многу години во практиката, сум бил и председател на антикорупцијска комисија, напишав неколку книги на планот на корупцијата. Ова што се случува денес никогаш немало. Никогаш не било оваква ситуација. И како ние само се соочуваме со еден проблем, би рекол, кој што очигледно дека не успеаме да го решиме. Ние само говориме корупција, а што преземаме? Ништо не се презема. Декларативно сам. Ништо, само декларативно, а конкретно ништо не се презема. Затоа е корупцијата цвета во Република Македонија и мислам дека тоа е една област која што го загрозува и само и обстанокот и развојот на Република Македонија, но го загрозува и животот на секој човек, затоа што ние гледаме дека не живее во држава во која не владее право и закон. Граѓаните сакаат да живеат во држава во која владее право и закон.
A ne во држава во која ќе владее корупција, која ќе владее една би рекол една врхушка која што едноставно го плячка народот, а не работи во интерес на народот. Гледате вие сега сведоци сме сите, слушаме сите, гледаме што е ова со пензионерите, што е она на онкологија, што е во здравството, што е во образованието. Нема учебници. Па во 49-та година имаше повеќе учебници и отколку што сега. Како може сега да нема учебници? Пред некој ден се среќавам во една фотокопирница каде што еден куп се собрале ученици од гимназијата каде што сите одат да копираат учебници. Доаѓа една мајка со едно момче да земе копија од учебник за 6 оделение. Тоа е брука, тоа е срам. Тоа ли е легитимација на Република Македонија? Тоа е легитимација, лоша легитимација. И мислам дека она што веќе кај народот дојде до врвот на она што е револт и би рекол она функција која што треба да остварува државата, а не остварува, и затоа мислам дека кај народот се создава до големо недоверие. И затоа народот бара час поскоро ова власт да замине. Една од стратегиите е, ако сакате да уништите, девастирате една држава, посегнете по незиното здравство и образование. Кој е вашиот коментар? Па мислам дека е тоа сосем исправно, дека кај нас, значи, највиталните функции што треба да значат живот на граѓаните, тоа се здравството, образованието, културата и така натаму. Ние тие дејности очигледно гледаме во каква состојба се. Некои се во состојба на распад. Затоа што ако ние немаме добро образование, ние не можеме да градиме добри генерации. Ние можеме не можеме ние да се задоволиме денеска или вчера или пред не знам колку време со хартиички дипломи, лажни, фалсификовани дипломи купени испити, купени докторати, купени магистратури. Тоа ли е легитимација на една функција на една држава? Па ние сме 84-85 години држава, имаме универзитет веќе 70 години, 75 години. Така да правим факултет, врвни правници, академици и така натаму. До кое дереже ние паднавме сега? Па ние го доправме дното, најниската точка ја доправме. И затоа мислам дека ова власт, која што во суштина, значи не е во функција на примена на законите, која што не е во функција на развој на државата, ова власт мора да се смени на избори. И колку побрзо тоа да направи, толку подобро. Еве денеска со што се соочуваме? Се соочуваме со разноразни манипулации, не знам, префрлања, не знам, измислици, и некои други работи кои што не се својствени за денешниот развој на Република Македонија. Би ве вратил повторно на правниот поредок и сето она што се значи правна држава. Деновиве Македонија е домаќин на оценската мисија на Европската унија која дојде во еден тим, голем тим, со видни експерти испратени од Брисел, за да естимира, да ја процени, да дефинира, детектира каде е точката на топење на правната држава, односно неквалитетното работење, имајќи факт дека Европската унија инвестирала 10.250.000 евра за таков проект, но од друга страна првиот човек на Европската делегација во Македонија, господ Гир, пред неколку дена, поточно вчера, излезе со на многу искрена изјава дека е разочаран. Па да ви кажам право, и јас сум веќе не ми е ни пријатно да слушам. Стално доаѓаат оценски мисии да не следат, да не поправаат, да не укажуваат. Као да ние не можеме тоа да го направиме. Ние немаме сила тоа да го направиме. Напротив, немаме функција на организација на власта. И сега прво дојде Прибе, направи извештај, укажа на проблеми во судството, кажа во извештајот човекот добар правен стручњак, каде што Македонија има добри закони.
Меѓутоа, тоа што треба да се направи, треба тие закони да се спроведуваат. Да се имплементираат. Да се имплементираат. Не се имплементираат законите. И затоа имаме ние уште, јас само да ве подсетам, го памтам тоа уште од кога полагав римско право, каде што говореле старите латини е дура лекс ет лекс. И најлошиот е закон. Помали се последиците ако се спроведе законот, отколку ако не се воопште спроведува. И затоа денеска, кога гледаме дека доаѓа оценска мисија, да го гледа судскиот совет, да ги гледа состојбите во областа на владењето на правото во државата и така натаму, ние се наоѓаме чудовни видени, затоа што 12 милиона колку се инвестирани. Јас едно да ви кажам. 10 милиона 250.000 евра. 10 милиона 250.000 евра. Еве, ја мислам дека да го спомнам холандскиот амбасадор кој што нели откажа поддршка на 1 милион и 500 колку беше. Со околу 1 милион и 500.000 евра. Значи тоа е еден голем удар, тоа е еден голем знак кој што треба секој да се размисли. Тоа е шлаканица на актуелната Тоа е полица. шлаканица, тоа е шлаканица на државата, шлаканица е на председателот на владата, шлаканица е на собранието, затоа што се носат закони утума, да би рекол така, преку трупа, без никаква расправа, без никаква дискусија. И затоа мислам дека и колку средства да бидат вложени, ако тоа не се искористи рационално, нема фајде од тоа да забереме. Еве јас ќе ви кажам еден пример. Значи кога почна мојот мандат во 2006 година, значи имаше еден кредит од Светската банка од околу 12 милиони долари за реформа во судскиот систем. И знаете што направиме со тие пари? Кривичниот суд. Направивме комплетна обрема на целото судство со информатичка опрема, веб страници во сите судови. Немаше ни интернет во судовите. Опремивме целото судство, ги обучивме кадрите и така натаму. Кажи, толку многу работи направивме што јас да ви кажам, и тоа со гордост сакам да ви го кажам. Кога заврши тој проект, им заврши мојот мандат, дојдоа 20 директори од Светската банка и мене од Светската банка тука во Скопје ме повикаа, дали ме замолија да дојдам на разговор со тие луѓе. И тие дајте што ми рекоа тие директори. Господине Маневски, да ве прашаме, како успеавте за толку малку пари да направите толку многу работи? А ја им реков дека кога се има желба, со многу труд, со многу одговорен однос, значи резултатите не можат да изостанат. За разлика од тоа сега што се случува? Каде сте виделе ли некоја, сте чулели нешто да биде преземено и во рамките на судството, и во рамките на државата? Срамота е една зграда не изградија, една цигла не ставија, барем да направија еден минимален објект, па да кажеме, овој објект го направи ова влада. 5 години, 6-7 години веќе фаќаат некои со тие влади кои што беа преодни и така натаму. Значи, ние каде се наоѓаме? Како може 4 километра пат го прават таму 5 години и уште не е направен? Го реновираат, не го прават, не го реновираат. Значи, од брука до брука, од афера во афера, од зулум во зулум. Тоа е нашата стварност за жал. И затоа ја мислам дека Република Македонија има спас само Христијан Мицковски, ВМРО ДПМН и коалицијата, кој што се на браникот на Република Македонија, колку поврго да се симне ова власт, ова ненародна власт од престолот, за да може државата да обстане, да може државата да оди напред, да може да не се расправаме ние секој ден со афери, него ние да се расправаме со состојби кои што ќе бидат за радост на граѓаните, а не ние еве сега вчера пред некој ден читам и некада и ние да бидеме на прво место. На прво место најзагадена држава во срамота. Затоа што ништо не се презема, само се нижат вакви организации, накви организации, ова преземе, она преземе, ништо. Тогаш затоа и потоа ништо не се презема. И затоа ние доаѓаме во една ваква ситуација. Не случајно, значи, господинот Дейвид Гир, кој ги соопшти оценките на Европската Унија, токму на пред трицата министри за внатрешни работи, правда и претпоставам дека и за на госпоѓата Тренчевска, министер за социјална труд, која исто така е повикана на
критика од страна на Европската комисија. Преходно да посетам, господине Маневски, Соединените американски држави, исто така повика на борба против корупција и деполитизација во судскиот систем, бидејќи видено дека е партизиран судскиот систем и не може никаков напред да иде. Да, партизацијата е очигледна и затоа и бројката на верувањето кон едно трите власти, тоа е судската. Значи политизацијата е очигледна, затоа се и вакви состојбите. Да биде поинаку очигледно дека не би биле вакви состојбите. Еве јас сега можам да ви кажам докаде е дојдено, докаде е падната и таа доверба на граѓаните во судскиот систем и она што треба да значи ефикасно ефикасно судство, да ги на време разрешува проблемите, да се справува ефикасно со гонење на криминалот. Еве сега има пред 2-3 дена некои состојби да ги согледам, каде што некои кривични предмети судењата траат по 13-14 години, по 80-90 пати се одложуваат судења. Можете да замислите вие што е тоа? Па тоа ја мислам дека нема држава у светот каде што на таков начин се врши една функција, една толку значајна функција за заштита на правата и слободите на граѓаните и за заштита на општествените интереси. Како можеме ние да бидеме задоволни со тоа што во функцијата на судските органи очигледно дека нема еден континуитет и одговорност во вршењето на функциите. Не се преземат мерки. Што и да направите, само ќе помине со едно укажување, ќе помине со едно, не знам, такво укор и така натаму. Еве би еден пример еклатантен. Се користат ли просториите на Министерството за политички систем за политички цели на политичката партија ДУИ? Еднаш се користеа, доби укор, опомена. Втор пат повторно се користат. Што доби вториот пат? Ништо. А што значи тоа? Значи еднаш кој ќе ве еднаш опоменат дека ова не се простории на државата, не се простории на партијата и не може да се користат за партиски цели, само партискиот лидер да прима странски амбасадори и спортски активности, или спортски активности да се обавуваат. Тоа е сликата на функциите на државата. Ние тука не сме да глорифицираме некоја политичка партија или значи збориме за една објективна слика што ја се раководиме од анкетите што народот се произнесе на прашањата како ја оценувате работата на оваа коалиција визави опозицијата и се тоа. Имаме едни две ситуации. Опозицијата вели мора да се разреши ситуацијата преку предвремени парламентарни избори и никако нема да дојде до уставни промени по секоја цена, односно преку бугарски диктат. Како правник ве прашувам, како министер за правда, долгогодишен, како го оценувате сето ова, каде што на присила ни се наметнува еден пример кој навистина во светот и меѓународното право и европското право не постои? Па да ви кажам право ова што го денеска гледаме, реакциите очигледно се на граѓаните. Видите што се случува во здравството на онкологија и не само на онкологија, него и во целина, јавните тендери, фамилиарни врски околу сето тоа. Значи дури веќе сега што се слушаме најдобри, кај што треба да го гледаш како чаша вода, експерт, хирург, збориме за Сашко Јовев, врвен експерт, видите што се случува на кардиологија. Ја ви благодарам за укажувањето, бидејќи јас неколку пати го спомнам пример што во светот не постои врвен светски хирург, трансплантор, кој извршил 9 успешни трансплантации на срце, наместо да го чуваат како вода од ланка, го бркаат. Ја ова го спомнав само како илустрација. Значи тоа најдобро ја илустрира состојбата во една земја во врска со она што треба да го говориме ние: закон, правда, прогрес, живот на граѓаните. Тоа е она што еве го гледаме како се случува. Гледате какви се реакциите на онкологија, на роднините кои што ги изгубиле најмилите, кои што стрепеле со денови, таму да се врши кражба на лековите, да се продаваат за пари, а на луѓето да им се ставаат само физиолошки раствор. Тоа ли е па тоа не да е тоа неморално. Ја не знам тоа како тоа нема збор, тој злостор.
толкав злостор да се прави према луѓе кои што нападнати од една тешка болест, да се доведат, да бидат така третирани. За нив е секој час, секој ден е да го поминат е желба и на родините и на сите тие. Меѓутоа, видите вие што се случува, да тие се оставени, за жал се ставени во една ситуација на жртви. Тие се жртви и од она што го добиле како болест, како тешка болест, меѓутоа тие се жртви на системот, тие се жртви на режимот. Ова е режим, ова не е власт. Повеќе пати, Милов, да подсетам случај во Јапонија, во нормална цивилизација. Видовме министерка во скандинавските земји што злоупотребила службен телефон, си дала од морална причина оставка. Закаснил некој воз во Кјото, во Јапонија, министерот за транспорт даде оставка, неопилујлива оставка. Овдека немаме. Не, се случуваат огромни девастации по безбедноста, по економскиот статус, по финансиската ситуација, по владењето на правото, мува да ги лази. И јас ова го ќе абсолвирам со моје подпрашање и представници на правната наука, професори кои јасно и прецизно го критикуваат неработењето на политичкиот амбиент. Па да ви кажам право, да имаше тронка совест кај овие носители на функциите во државата, на председателот на владата, на министри, одредени министри, повеќето би рекол, да имаше трунка совест. После сето ова што се случува, тие не требаше да останат ни еден ден на функцијата, требаше веднаш да си дадат оставка. И председателот на владата си даде оставка. Да се случи еден скандал, овие скандали што се случуваат во било која земја, тие не би останале еден саат на власт, одма би биле сменети. Гледате што се случува, и го спомнавте Јапонија, Германија, Франција и други држави кои што држат до имаат дигнитет, имаат однос, имаат чувство, високо развиено чувство на одговорност. Овдека е тоа зачмаено, овде е тоа залепено. Нема чувство на одговорност. Овдека толку си подобар, колку си да кажам, безскрупулозен. Безскрупулозен во тоа каков ти е односот. Каков ти е односот према луѓето, каков ти е односот према нештата, према состојбите во државата кои што треба да ги решаваш. Гледате каков е односот према пензионерите. Отворено луѓето кажуваат, ајде ве молам, вие живеете со 13-15 000 денари пензија, како ќе живеете? И сега, видите каков е односот и на владата, и на министерката. Ако може да се големат 78% платите на функционерите, наводно Уставниот суд, а тој Уставен суд, видовме вчера, многу се прослави, значи вчера страшен, со преспанскиот договор. Многу, да, со преспанскиот договор, значи доби крупни боени во јавноста. Тоа бојка не е за мене, не е Уставен суд, затоа што не целосен. Затоа што не само што не е целосен, него Уставниот суд е чувар на уставот, на законот, на законитоста, на владењето на правото. Нашиот Уставен суд не е тоа. Видите каков е односот. Наспроти, вика, председателката на Уставниот суд говори, наспроти волјата на пратениците изгладана во собранието, не може да биде посилен гласот на еден човек, председател на државата, кој што не го подпишал законот. А заборава дека тој председател на државата го избрале таму 300, 400, 500 илјади граѓани. Значи тој не е еден, тој е 500 илјади. И така да, кога говориме за Уставен суд, за највисоките судски инстанции, ние говориме за еден лош однос, за еден за едни незаконски постапки. И сега да се ние кажуваме овдека дека ние правиме кој знае какви постапки за владењето на правото, мислам дека тоа е голема лага. Тоа е голема лага за граѓаните. Колку вреди и треба да биде партизиран Уставниот суд? Уставниот суд не треба општо да биде партизиран. Јас подолго време сум во практиката, ги знам и поранешните суди и председатели на Уставниот суд. Тоа беа врвни правници. Врвни. Професори, политичари, со реноме, со знаење, со функција, со однос, со све. За разлика од тоа, денеска со чесен исклучок, имаме 16 разредни правници во Уставниот суд. И не е ли чудо што состојбата е ваква сега?
Барем вчера, кога го озаконија, така да кажам, тој претплански договор, барем да дадеа едно правно образложение. Никакво образложение не дадоа. Не правно, него едно, простачко образложение, кој што нема апсолутно, кој што не може да го прифати ни граѓанин, камо ни да го прифати правник или да го прифати еден стручак од правната област, кој што барем малку ги разбира состојбите и на уставноста и на законитоста. Ова е една лакрдија, би рекол. Дали може да го наречеме, дали е фонтана на желби, ќе парафразирам, или да вадам од контекст една вака на слободна артикулација, дури јавниот обвинител беше со таков став, па не е лошо да се обидам да бидам уставен судија, народна забелешка. Ја добро го спомнавте јавниот обвинител, јас го познавам тој човек, тој беше кога бев ја во првиот мандат министер за правда, тој беше службеник во Министерството за правда, во областа на извршувањето на санкциите, меѓутоа, за жал, тој човек остави многу лош впечаток во функцијата на јавното обвинителство. Ние како да немаме јавно обвинителство, ние гледате што се случува сега, му донесаа утума закон за кривичен закон и сега не знаат да го применат. Вие видовте пред 3 дена, каде што јавниот обвинител кој го застапува судењето, бара да се одложи судењето, за да може да се произнесе по однос на примената на новиот закон. Тие требаше да го знаат законот пред да биде донесен, а не сега кога треба да го применат. Сега не знаат да го применат. Ова не е закон, ова е таа лакрдија што донесува, ова е злочин. За 3 дена. Злочин за 2 дена. 2 дена со злоупотреба на европското знаменце. Со злоупотреба и сега кога говориме и кога го спомнуваме и Ричард Гири, евроамбасадорот, кој зборуваме оценски мисии и така натаму, јас ги молам, јас сум имал не знам колку контакт. Така. Меѓутоа, ако европското знаменце се злоупотребува, што стана пракса? Злоупотреба, и тоа стана пракса. Злоупотребата на европското знаменце е кривично дело, затоа што ти со злоупотребата на европското знаменце ја ускратуваш правата на претениците да расправаат по законот. На таа комисија за европски прашања 2 дена и кој стигне, кој не стигне и расправа ограничена на 3 дена во собранието и така. Тоа ли е овај закон? Кривичен законник, не молам, не е тоа некој, не знам каков закон. И сега, кога го спомнав овај кривичен законник, значи ова треба да го повлечат. Ако имаат малку совест, да го повлечат ова што го направија. Затоа што едно е да се залагате да спроведувате корупција, а друго е да ги намалувате 10 пати казните за кривичните дела на корупцијата. За злоупотреба на службената положба, за несовестно работење во службата, за злосторничко здружение, па да се избрише дури одредбата за јавните набавки. Значи нема више сега. Тоа е лична амнестија, ако може. Ништо, комплетна амнестија. Значи сега јавни набавки може да спроведувате какви сакате без никаква одговорност. Јас ги консултирав законите ево од поранешните држави, така да кажам, сега тие се членки на Европската унија. Еве Словенија и Хрватска, има и Србија, Србија не е кандидат е, меѓутоа и во законот на Словенија, и во законот на Хрватска, и во законот на Србија има посебни кривични дела злоупотреба во постапката за јавни набавки. Кај нас во кривичното законодавство не се споменува зборот јавна набавка, а ние гледаме дека тендерите се изворот на корупцијата. Значи, сега кога го бришеме ова кривично дело, кога роковите за застарелост ги намаливме за 5 пати, значи од 10 години на 3 години. Како ќе ја водиме ние таа битка против корупцијата? На оваков начин, со оваков закон. Ова е срамота што го донесува, меѓутоа сега не знаат да го спроведат. Сега ќе видат какви реперкусии ќе има сето ова и како ќе го оцени Европската комисија. Евроамбасадор Ричард Гир кажа дека ова промовира систем на неказливост. Што е пракса? Што е пракса. Ова промовира систем на злоупотреба на постапката. Значи нема закон да се разбереме процедурата, што значи процедурата е огледало на суштината на работите. Ако вие донесете закон без да спроведете соодветна процедура, нема закон. Како може да има овој закон, има 25-30 кривични дела од групата на кривични дела против заштита на животната околина и средината. Не знам колку невладени организации има. Ниједна не е прашана. Ниједна не даде
Ни едно мислење за овој закон, ни една расправа. Овој закон донесен, овој закон да се донесе без никаква расправа за 24 часа, ја мислам дека е злоствор направен во собранието од овие што го предложија законот и овие што го донесува законот. Затоа тие треба да водат сметка дека граѓаните не се неписмени, така да кажам. Граѓаните не се нечувствителни. Тие се чувствителни на сето ова што го прави, ама ова незаконие, видите какви последици има ова. Ова е све смислено, со одредена цел. Се ова е во државава концентрирано кон тоа да се донесат уставните измени, да се смени преамбулата, да се внесат бугарите во уставот. Тоа е главна окупација на државава. Вие гледате сега се шетаат из Америка таму. Председателот пред колку беше пред месец, два беше во Америка, сега отиде и се сретнал со Ескобар. Ескобар беше пред 20 дена тука. Изгледа неа добро разбрал задачата која што треба да спроведе. Или треба да добие нови инструкции што да прави да се спроведува. Значи да заклучам. Ние немаме однос со одговорни носители на најважните државни функции. Па земете го и председателот. Како можеше да подпише ваков закон? И говори дека овој закон не значел амнестија. Па срамота е тоа, има таму советници, има некои доктори, правници и така натаму. Срамота е тоа да е председател на држава да подпише ваков закон. Па гледа како е донесен за 24 сата. Кривичен законник. Не е некој законче. Кривичен законник, најважните закони во државата кои што треба да значат заштита на општеството и авторитет на државата и безбедност на државата. И безбедноста на државата и интегритетот на државата, имотот и слободата на граѓаните и така натаму да се донесе за 24 часа. Колку значи клиентелизмот на политикантите или политичарите визави безбедноста, стабилноста, авторитетот на држава? Па видите, ако државата нема стабилно законодавство, стабилни институции, подготвени да го спроведуваат законот и да владее законот, очигледно дека државата не се подпира на здрави основи, кој што треба да значи сигурност за функционирање на таа држава. И за функционирање и за остварувањето на правата и слободите на граѓаните. Ние тоа да не го заборавиме. Оти ова, како го спомнав, е европското знаменце, зад пратениците стоат граѓаните кои што ги избирале пратениците. И тие што на оваков начин ќе им текне тури го европско знаменце, ограничи расправа, ги проведуваат стотици илјади граѓани кои што гласале за тие пратеници, пратениците ги представуваат граѓаните, што е кривично дело. И јас поднесов една кривична пријава каде што говорев и мислам и денеска, така и дека е тоа непоколебливо, дека злоупотребата на европското знаменце е злоупотреба на службената положба. Со цел да се ограничат правата и потешко да се повредат правата и на пратениците и правата на граѓаните. За тоа се оди у затвор. Овакво нешто да се случи во било која држава ова, па не може да се замисли, а камо ли да се случи. Со оглед дека со временската рамка, би сакал да ве замолам за една по-динамична артикулација, се да вратам страницата за и околу актуелност и избидување во Македонија, во политичкиот амбиент, но спомнете бугарите, само најтаксативно. Сведоци сме дека се врши притисок на македонците во Албанија. Госпоѓа Јотова и натаму храбра, заедно со незините пријатели и соработници, врши се виден притисок врз македонците во Албанија, особено со пописот да се произнесат дека се бугари. Па на абсурдите им нема крај. Значи, ако некој абсурд е абсурд на абсурдите, тоа е тоа. Значи, Бугарија, која што не признава никакви права на над 200.000 македонци во Пиринска Македонија и во Бугарија, значи, која што не спровела 16 пресуди на Европскиот суд за човекови права. Каде што Европскиот, не нашиот суд, Македонскиот суд, не знам кој суд, него Европски суд за човекови права, каде што наложува на бугарската држава да ги регистрира друженијата на македонците во Бугарија, каде што наложува да се овозможи слободата на нивно изразување и така натаму. Вие видите што се случува таму?
Гледате ги реакциите на македонците во Бугарија какви се. И сега они се правдаат, нашиот устав тоа не го дозволува. Па не нашиот устав тоа не го дозволува, меѓутоа ние очигледно дека ние сме многу поголеми демократи, затоа што кај нас нема граѓани на оваа држава, независно од тоа на кого, каква етничка заедница припаѓа, да ги нема своите основни права и човекови права. За разлика од каде што каде што во Бугарија не се спроведуваат дури ни меѓународни пресуди на меѓународен суд. Ако тоа не се чини, какво доверие може да имаме? Па гледате овие поборници кои секој дневно уставни амандмани, внесување на бугарите во уставот, без тоа Македонија ќе пропадне. Аман. Мислам дека тие што ова говорат, забораваат на ова што го јас сега кажувам. Се чуле некогаш да спомнале за правата на македонците во Бугарија? Па се откажаа, во уставот напишаа дека не последмат. Дека во уставот напишаа. И како сега безсрамници сега на оваков начин да постапуваат. Значи срамно е ова што се прави. Па ние знаеме, јас знам некаде 2000 година, 99-та, каде што македонците во Пиринска Македонија избраа градоначалници во 5 најголеми градови, каде што гласаа македонците за тие градоначалници. За да наредната година, после неколку месеца, Уставниот суд на Бугарија ги избриша едно здружение кое што учествуваше во тие избори. Тоа ли е демократија? И сега ова господјата Јотова оди во Бугарија да ги промовира, да отвара училиште на бугарски јазик. Во Албанија нема бугари, во Албанија има македонци, има македонско национално малцинство, како што има македонци и македонско малцинство во Бугарија. Према тоа, подобро и од овие, јас сакам да го забележам и ќе го забележам со златни букви, еден од овие поборнициве за уставните измени, па и земете го и нашиот министер за надворешни работи, барем еднаш да спомене, ајде спроведете ги пресудите за Европскиот суд за човекови права. Не сака да ги спроведат. Јас и пишав и отворено писмо на председателката на Европскиот совет, кој што е надлежен да ги спроведе пресудите на Европскиот суд за човекови права. Само да ви спомнам, јас кога бев министер за правда предложив закон и тоа се донесе од Собранието на Република Македонија за спроведувањето на одлуките на Меѓународниот суд од Страсбур за остварување на човековите права. Значи, тоа го забораваат. Кода тоа не постои, за нас не постои. И ние секогаш се изигруваме, секогаш се навоѓаме во една подредена состојба. Доста е веќе со таа подредена понижувачка состојба на македонците и во Македонија и надвор од Македонија. Најесенцијалните прашања што се задираат до јавноста, во секој случај, тоа се најфреш ситуации, а тоа е случувањата за и околу наметнатиот спор меѓу двајцата лидери на ВМРО ДПМН или организираен своевиден пуч од страна на актуелната коалиција ДУИ СДСМ, имајќи факт дека се наметнува ситуација дали Груевски води некои ишерети дава или намигнувања, помага да дојде до едно расчленување или подвојување на членството во ВМРО ДПМН. Од друга страна, вие спомнавте, упативте и порака, зашто се залагате, кој е вашата порака за излезот од ваквото решение. Уште само еден мал коментар што сакам заедно со вас да го споделам. Донесувањето на овој закон има позадина со оваква брзина на кривичниот закон за кривични дела на областа на корупцијата. Тоа е никој не може да го оспори. И мислам, и не пуштајќи се сега во тие интригантски односи и така натаму, и сакам и уште еднаш да повторам и да биде сосема јасно граѓаните тоа што го прифаќаат. Ова што се денеска случува воопште не е добро. Значи, опозиционата партија ВМРО ДПМН и коалицијата и пратеничката група се едногласни. Уставни измени нема да има. Нема да има по бугарски диктат. И тоа е и така и ќе биде. Значи, само тие, да повторам уште еднаш, значи, Христијан Мицковски, ВМРО ДПМН и коалицијата се гаранти за
спас на Република Дали е тоа Македонија. клучот за излезот од... Тоа е клучот за излезот од оваа амбис. ситуација. Друг клуч нема. И сега можеме ние да се надмудруваме, да нагаѓаме и така натаму, меѓутоа друг клуч нема. Македонија може да се спаси веднаш со промена на оваа криминална, да кажам, Дали треба да се користи Девиде Тимпера? Криминална баграна власт, денеска што се наоѓа, затоа што веќе им е дозлогрдено и на не знам на граѓаните. Гледате само од нивните реакции и на средства за јавно информирање, и во дебати, и во секаде. Кој го оправдува ова? Никој не го оправдува, затоа што државата се води во пропаст. Гледате ги тендерите, Бехтел и Енка таму, милиарда. Еве сега со Тиквешкото езеро таму, не Тиквешко на изградба на Чебрен или и па сега на Калемија и Тиквешкото езеро. Се дадовме ние. Кој управува со рубините во Прилеп, кои што се вадат од кој се ископува мермерот? Како се кој користи тие бенефити од такво богатство што го има Република Македонија? Најдобри рубини во светот, каде што се наоѓаат. Прилепскиот мер, да. Така. Дали познатата Девиде Тимпара раздели владе, што сега СДСМ, коалицијата и ДУИ, сака да го скористи во ситуацијата за оваа конфузија и мајчи факт дека, тоа јас го напишав за мојата колумна, ако Груевски под присила на Запад ги амнестирал, така да речеме, и Али Ахмети, дали Али Ахмети треба да се залага пред меѓународниот фактор да се тргне обвинувањата против Груевски, мајчи факт дека еден експерт по кривично право даде на изјава токму во оваа емисија дека СЈО со задоцнување понесли кривични пријави против поранешното членство на ВМРО ДПМН, што е повреда на законот и на постапката. Ме разбирате што сакам да кажам. Значи, законот за приватност беше донесен до 31 ноември 2018. Да. Исправете ме. Меѓутоа, СДСМ, заедно со незиниот Пулен Катица Јанева, ги понесува на 31.12.2018, со тоа што еден месец подоцна за доцнети се пријавите. Што значи со еден збор дека тоа е сторен прекршок. Дали може Али Ахмети, кој што гледаме дека сега докажа дека е плеймейкер, да го стори тоа, а да не се ја го злоупотреби актуелното членство на ВМРО и лидерот Христијан Мицковски да влезе во конфликт и конфронтација со поранешниот премиер. А очигледно дека има некој комплот создаден да се разбие, да се разедини ВМРО, меѓутоа за жал, на нивна жалост, ВМРО ДПМН нити може, нити некој може да го разедини, затоа што ВМРО ДПМН и коалицијата сега се толку сплотени, значи се уште повеќе ова ги сплоти, затоа што очигледно дека ова што го прават нема никаква ова што го прават е очигледно дека многу непромислено и мислам дека кога го спомнавте председателот на ДУИ, пратеникот. Ја ќе го кажам, пратеникот на ДУИ, него му е најдобро да не се толку експонира околу тоа уставните измени влечување на бугарите во уставот, заради тоа што сепак не се работи за тоа дали албанците ќе бидат внесени или не ќе бидат внесени или ќе се примени ова или она платформа, затоа што овдека се работи за прашањето на македонците. Ако е некој загрозен, се загрозени македонците. И вие видовте една контраверзна изјава на Артан Груби, вика внесувањето на уставот на бугарите, во уставот на бугарите не е прашање за кој ги загрозува интересите на албанците, него тоа е прашање на македонците. Па тогаш зашто сте мешате во работите во овие работи кои што е исконски се брани македонскиот народ од тоа да биде асимилиран, исконски се брани од тоа да го зачува својот идентитет, својот јазик, својата култура, својата историја. Сега сакаат да направат македонци од 1944 година. Не од 1944 година. Од Свети Кирил, од Свети Климент, од Свети Наум, од сите преродбеници, од Тврличе, од сите преродбеници и просветители на Македонија. Македонците зрачат култура, македонците зрачат писменост и тие зраци се пренесува и во многу држави во Европа, каде што се
расшири таа писменост и во Русија и така натаму. Не може сега ние да не направи некој да му и ние да ракоплескаме, ние сме македонци од 44 година. Вештачка творба. А што бевме ние пред тоа? Што беше мојот дедо, мојот татко, мојот дедо? Мојот татко беше роден 1904 година. Неговиот татко е роден 1800 не знам која година. Што беше? Македонец беше или бугарин? Ма срамота е ова е апсурд како да некој сака да не третира како недоветни. Ние, македонскиот народ, веќе не е тоа што беше. И добро вчера, кога кажа председателот Мицковски, ова не е веќе 2018 година. Вие кога ги носевте пратениците таму низ ходници со лисици во раците да гласаат за уставни измени, за промена на името на државата, тие времиња завршија. Ама не завршија за одговорност времињата. И на тие што гласаа, и на тие што на овој начин удрија тупаница по Република Македонија, по собствената држава. Така да работите се многу по-значајни од ова што ние можеме да кажеме, како што говори председателот Пендаровски. За мене, да ви кажем право, јас не го прифаќам како председател, затоа што има таков однос. Да го говори, па нема да падне Македонија ако бугарите бидат внесени во уставот. Каков е тој однос? Па срамота е тоа одеден председател на држава. Само најкратко две реченици. Велепредавството и другите казневи дела, дали се забораваат? Дали тие остануваат секогаш во сила да се преиспитуваат? Значи, вака да ви кажам, сите кривични дела кои што од областа на меѓународното право, заштита на државата, на државните интереси, за човечноста и меѓународното право, тие не застареваат. Тие нити подлежат на помилување, нити подлежат на амнестија, така да тие дела секогаш се во функција за секој што ги истори тие кривични да одговара. Таму нема застарелост на кривично гонење. Ви благодарам многу што бевте гостин во вечерашното издание. Благодарам ја на вас што ми пруживте прилика ево за овие 30-40 минути да говориме за многу значајни прашања. Јас можеби некои работи емотивно, меѓутоа состојбите се такви каде што веќе кај секој граѓанин на Македонија буди чувство на одбрана, затоа што се чувствува дека е нападнат, дека му е загрозен интегритетот. И затоа граѓаните на оваков начин веќе реагираат. Нема никој веќе да молчи. Нема да молчи према овие што ја рушат државата. И тие што ја рушат државата ќе го најдат својот пат. Патот им е на одговорноста, а тој пат доаѓа. Уште благодарам, ми беше чест. Благодарам и јас. Ова прекрасна емисија допре до сите вас и се надам дека ќе ве остави во едно размислување во овој викенд, да си донесете исто така ваш суд, ваши оценки, бидејќи имавме можност ексклузивно да слушнеме долгогодишниот министер за правда, 10 години министер за правда, кој познава правдата во најситната точка. Бидете ми живи и здрави, посакам добро здраве во овој викенд. Поминете си убаво со вашите семејства. Ние се гледаме понеделник повторно во вашата и нашата емисија Гласот на народот, дневна доза, од понеделник до четврток во 15 часот и 15 минути. Пријатна вечер.